Добар ден. Медиумската корупција на владата на Никола Груевски добива нова димензија. Главниот протагонист на оваа власт, уредникот Драган Павлович Латас, се распослал на цело брдо. Поседува голем недвижен имот, земјиште со илјадници метри квадратни во Скопско Зелениково. Еве, погледнете што е изградено на овој имот. Луксузни куќи, за кои во овој момент не може да се потврди дали се легални или не. Латас немал само 4 фирми кои функционираат на познатата адреса градски стадион ББ Скопје. Куќниот пријател на премиерот Никола Груевски, уредникот Драган Павлович, немал само една фирма преку која што вртел 250.000 евра во една година. Павлович и неговото семејство немале само 3 стана во вредност од околу 400.000 евра. Заедно со својот брат, медиумскиот могул на ВМРО ДПМНЕ поседува недвижен имот во површина од над 7.000 метри квадратни во општина Зелениково. Илјадници метри квадратни во најголем дел купени во 2011 и 2012 година. Во истите години кога Павлович свртел 250.000 евра и кога семејството се снабдило со 2 стана. Според овој имотен лист, број 135 од катастарската општина Градовци, Драган Павлович Латас поседува градежно неизградено земјиште од 4.803 метри квадратни во местото Гумења. Неговиот брат на истото место поседува 2.205 метри квадратни, исто така градежно неизградено земјиште. Дополнително, браќата Павлович поседуваат и друг недвижен имот во истата општина, кој што наводно е купен со договор за купопродажба склучен во ист ден во 2010 година. Но, овој имотен лист 328 катастарска општина Грдовци открива и нов скандал. Имено, никаде во имотниот лист не стои што всушност поседуваат браќата Павлович и со која квадратура. Воопшто не е наведен бројот на катастарската парцела, катастарската култура, намената на земјиштето, како и површината на земјиштето. Дополнително, семејството Павлович поседува и друг недвижен имот со незапишани права и со исто така непозната квадратура. И скандалот не завршува тука. На дел од овој имот, браќата Павлович изградиле луксузни куќи, за кои не може да се потврди дали се легални, дали се во фаза на легализација или воопшто не фигурираат како имот. Јавно прашуваме, дали сите овие луксузни објекти се изградени на имотот на Павлович и поседуваат ли газдите имотен лист за нив? Која државна институција одобрила впишување на имот за кој што нема информација колкав е и за каков имот станува збор? Со овој нов скандал, медиумската корупција на владата на Никола Груевски добива нова димензија за која државните органи и институции треба да дадат одговори. Дали Драган Павлович Латас ги искористил врските со власта на највисоко ниво и легализирал имот кој не може да биде легализиран? Како тоа? Уредници на медиуми успеваат да бидат и управители или собственици на по неколку фирми, да бидат и бизнисмени, да вртат по 250.000 евра годишно, да имаат неколку стана и да поседуваат огромно земјиште. Зголемувањето на имотот на функционерите на ВМРО ДПМНЕ оди рака под рака со зголемувањето на имотот на главните протагонисти на власта во медиумите. Очигледно, наклонетоста на медиумите и главните уредници има и трета димензија, а тоа е личното богатење. Повелете со прашање. Господин Шилегов, стото на собранието заедно утре ги разпишуваат за подготвите сте вие за
Да, на неколку пати кажавме, во моментот кога беше постигнат договорот помеѓу политичките партии, Социјалдемократскиот сојуз се спремен за претседателски избори, за кои што сметаме дека ќе бидат тест за израз на политичката волја на ВМРО ДПМН да организира регуларни и нормални демократски избори во државата. Кога ќе го знаете дека Во законскиот рок. А за предвидени парламентарни зашто се посилно и по-често се шпекулира? Ќе треба најпрво одлуката да ја донесат коалиционите партнери. Зборува дека средно составено меѓу председателот Заев и председателот Црвенковски, кој е разговарано, дали се работи за средба? Кој зборува за таква средба? Се зборува дека има средба, дали имало средба, дали што се разговарало? Немало таква средба. А министерот за здравство вчера изјави дека на стари никада не е биле исплатени воеднаквени за етички проблематичната набавка. Како коментирате? Значи, Социјалдемократскиот сојуз во врска со ова прашање бара оставка од министерот Никола Тодоров, инсистира на поширока политичка одговорност за скандалозниот случај Визарис МКД, од кај што миленичката на Груевски Талевска требаше законски да внесе 1.000.000 евра на граѓаните во своја полза. Социјалдемократскиот сојуз инсистира Никола Тодоров и ВМРО ДПМН да ја покријат направената финансиска штета од овој спорен тендер, кој што во Македонија донесе нефункционални апарати во клиниката. И бидејќи Тодоров не може да бега од последиците, а кои се тие последици? Значи, ако овие апарати не се платени, како што вели министерот, тогаш тие ќе треба да се платат бидејќи се доставени. Значи, ова е една од испорачаните фактури, што ја покажувавме на неколку пати, до клиниката за радиологија, која што ние ја покажавме веќе во јавноста. Значи, освен ова прашање, ако веќе таков е ставот на Министерството, се проблематизира и прашањето кој ќе го врши сервисирањето на испорачаната опрема, со оглед на тоа што е факт дека е испорачана опремата. Така што не сметаме дека не е во ред граѓаните да ги плаќаат пеналите на грешките на министрите на Груевски. Повикуваме Никола Тодоров, ВМРО ДПМН да си ја плата штетата од овој штетен договор. Повелете други прашања? Значи, мислам дека на нив им фали многу, меѓутоа не само медиумското присуство на телевизија. Благодарам.